Повозрастните штипјани се уште имаат традиција за посета на градската бања Кежовица. Две општи бањи, машка и женска, вода со температура од 50 до 62 степени, како и посебни привилегии за пензионерите. Ова се само дел од услугите кои ги нуди бања Кежовица во Штип, но и покрај се термалната вода ниту е доволно искористена, ниту пак има замисла како истата порационално да се искористи. Водата се користи во комплексот Кежовица, а незината лековитост ја користат лица со ревматизам, нервен систем, дијабет, висок крвен притисок. Бањата ја посетуваат и луѓе кои имаат и заболување на коските. Имаме исто 15 тушеви и 3 кади. Водата, температурата на водата е од 50 до 62 степена, зависно тоа варира. И бањата Кежовица исто така располага со 13 соби кои имат 32 легла. Да напоменам дека секој вторник за пензионерите е влезот бесплатен. Цената на билетите е 80 денари, а пензионерите исто така имаат попуст и цената за пензионер е 50 денари. И во Кочани ситуацијата со искористувањето на геотермалната вода речиси идентична како во Штип. Освен што оваа вода се користи како реагент за загревање на 3 училишта во Кочани и неколку приватни објекти, друга функција речиси и да нема. Градоначалникот Љупчо Папазов потенцира дека се прават напори оваа вода со која располага Кочани да се искористи што е можно порационално. Геотермалната вода од страна на корисниците се користи во моментот за две намени. За загревање на капацитетите од оранжеrijските комплекси и за загревање на 3 училишта во општина Кочани. Од страна на училишта продолжува континуираното снабдување заради тоа што се општински институции и си ги плаќаат своите сметки и количините кои им се потребни за загревање на просториите ги апсорбират и ги користат. Во делот на приватниот бизнис сектор имаше и најави или резерви во делот на користењето на геотермалната вода како енергенс, заради тоа што минатата година, заради тие драстични случувања и истата процедура беше и во делот на утврдувањето на усогласувањето на цената по основ на концесискиот надомес, се постои на некој компромис и се дојде до цена од 61,90, која беше причина за да се искажат одредени резерви од приватниот сектор. Во меѓувреме цената на геотермалната вода во Кочани неколку пати досега претрпува промени. Според Папазов станува збор за усогласување на цените со потребите на јавното предпријатие Водовод од Кочани. Но ниту Кочани, ниту Штип не ги искористија богатствата што ги имаат. Банскиот туризам воопшто не е развиен. Само за време на избори се споменуваат геотермалните води, изградба на спа центри и развивање на банскиот туризам. Штип ќе се обиде во изготовка на детален урбанистички план да продава градежни парцели за изградба на хотели, но и ова ќе почека, бидејќи само за овој документ е потребна 1 година.